Според Радмила Шекеринска, кандидатот за премиер на СДСМ, вчерашниот инцидент што се случил кога со возило заедно со уште 3 лица се враќала од митинг во Прилеп, во близината на Росома, не е случаен, туку како што вели, со него се испраќала одредена политичка порака. Беше очигледно дека тој тип на насилство и напад испраќа одредена политичка порака. На сите нас кои бевме во автомобилот ни стана јасно и ни беше јасно за време на инцидентот дека тој не е случајност и дека не е насочен од страна на некои насилници кои сакаат да создаваат хаос на улиците низ Македонија. Ако некој во оваа држава сакал да ме уплаши или да ми испрати порака дека треба да потклекнам или да се откажам од оваа битка, сакам да им порачам дека гадно се излажале. Овој инцидент, ваквиот тип на притисок, ваквиот тип на насилство на македонските улици ме направи само поубедена дека на 5 јуни граѓаните ќе гласаат за Македонија без политички кавги, без политички конфликти и без насилство. Целото случување го опиша како криминален филм. Возилото што ги следело најпрвен им блиндирало, заради што тие помислиле дека сака да ги претекне, а кога возачот на возилото на СДСМ ја намалил брзината, другото возило не застанало, туку продолжило да се движи паралелно со нив, пошто вртело лево-десно како да сака да ги сопре или тргне од патот, раскажува Шекеринска. Потоа другото возило го отвориле прозорецот, пошто почнале да ги гаѓаат со пластични шишиња. Од ВМРО ДПМН е пак обвинија дека со вчерашните случувања СДСМ само сакале да привлечат внимание. Никола Тодоров тврди дека социјалдемократите се обидуваат да направат сценарио по налог на Црвенковски, со кој ќе собере што поголем број на гласови. Со неодржани објасненија и со очигледни монтажи сакаат да привлечат внимание. Замислете, вчера Радмила Шекеринска по налог на Бранко Црвенковски кажува дека врз неа е извршен обид за атентат со пластична шиша. Повторувам, со пластична шиша. До кое дереđe паднавте? Смешно е да обвинувате, а да не знаете ниту каков модел на возило, ниту каква регистрација имало тоа возило. Очигледен е обидот за театралност. Театралност која, ако се разбере сериозно, може да нанесе штета на демократскиот амбиент во Македонија. Ова е врв на политичкиот неморал. Шекеринска појасни дека нивното возило не е оштетено и од нејзините сопатници успеале да забележат 3 лица од другото возило. Инцидентот бил пријавен во МВР, но дури 2 часа по полноќ полицијата излегла на терен, но не можела да најде никаков доказен материјал кој би водел до откривање на можните сторители. Гордана Јанкуловска изјави дека МВР ќе постапи по пријавата за настанот, но предупреди дека истрагата би можела да се одвива бавно со оглед на тоа дека немало никакви докази за инцидентот и истиот не бил пријавен веднаш во Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи ќе постапи по пријавата, но морам да напоменам дека во вакви случаи кога е напуштено лице местото, кога не може да се обезбедат траги, очекувањата се дека истрагата може да се одвива бавно со оглед на фактот што пријавителите успеале да видат само дека станува збор за полупразно пластично шише со вода, но не успеале да го видат возилото, неговата боја, марка или било какви други информации да дадат за да може да се одвива истрагата. Радмила Шекеринска додаде дека од Министерството за внатрешни работи очекува да биде спроведена професионална и независна истрага и да ги најде сторителите. Но како што рече, јасно е дека тензиите и насилствата во земјава се повеќе се зголемуваат, како што се наближува и денот на изборите.